Термин за здравјето пред се. Заземете ги вашите места пред малите екрани. Следуваат совети за вашето здравје. Ки консумирате вкусна храна, а ки ги изгубите килограмите на природен и здрав начин, без да гладувате. Затоа ви препорачувам вкусни оброци кои ќе ве доведат до балансирање на калориите на нормално ниво. Доколку конечно се решивте да симнете некој од вишокот килограми, овие оброци ќе бидат одличен начин, без мачење да стигнете до посакуваната цел. Ќе консумирате вкусна храна, а ќе ги изгубите килограмите на природен и здрав начин, без да гладувате. Ви предлагаме неколку закуски кои ќе доведат до балансирање на хранливите материи и одражување на калориите на нормално ниво. Банана и путер од кикиритки. Намачкајте една лажица путер од кикиритки на една банана. Јаглехидратите ќе ве одржат сити и енергични, додека протеините ќе ја задржат таа енергија со часови. Британското истражување во 2013 година докажа дека доколку го консумирате овој вид путер како прв оброк, ќе ви помогне да го намалите апетитот во текот на денот. Зрна од соја. Сојата е најдобар природен извор на билни протеини. Изобилува со витамини, минерали и лецитин, кои го регулираат холестеролот во крвта и делуваат врз метаболизмот. Во сојините зрна има 61% протеини, 36% јаглехидрати и само 6% масти. Следен на листата нека ви биде грчкиот јогурт со малини и мед. Оваа комбинација на растителни влакна, здрави масти и протеин е сигурен начин за квалитетно ослободување од вишокот килограми. Витаминот С кој се наоѓа во малините го зајакнува капацитетот на телото да согорува масти. Грозје и ореви. Овој енергетски микс е богат со минерали и здрави масти кои брзо ќе ве заситат. Се користи како природен лек за чистење на крвта, за регулирање на варењето на храната, за отстранување на масните наслаги од телото и за лекување на воспалителни процеси на органите за варење. Доколку сакате да ги изгубите килограмите, консумирајте и грашок. Една чашка свеж грашок задоволува 50% од вашата дневна потреба од растителни влакна и протеини. Препорачлив е во секоја диета, а причината за ова лежи во фактот дека грашокот создава чувство на ситост. Исто така, експертите се убедени дека помага да се намали така наречениот лош холестерол. Овес и боровница. Овесот, иако најчесто се консумира како прв оброк, добро е да се консумира и во текот на денот. Поради тоа што е полн со растителни влакна, го регулира шеќерот во крвта и ја намалува желбата за дополнителен шеќер. Боровинките го прават вкусот уште посладок, а С витаминот кој го содржат ги разградува вишокот масти во телото. Дали сте слушнале за моринга? Уште се нарекува чудотворна билка, бидејќи содржи антиоксиданси, може да помогне и при лекување на многобројни здравствени состојби. Во следниот прилог ќе слушнеме нешто повеќе за оваа билка и ќе дознаете зошто од денес треба да ја пробате. Морингата содржи многу важни хранливи состојки за нашето тело. Има моќ да го зајакне имунолошкиот систем и со години се користи поради својата исцелителна моќ. Честопати се нарекува и чудотворна билка затоа што содржи многу антиоксиданси, како и поради својата разновидност. Па така истражувањата покажале дека морингата може да помогне при лекување на многобројни здравствени состојби, како воспаленија, инфекции, алергии, астма, анемија, диабетес, артритис, болки во желудникот, епилепсија, хронични главоболки и висок крвен притисок. Па зошто? Токму вие треба да ја пробате. Еве ги нејзините здравствени придобивки. Содржи многу антиоксиданси кои помагаат при намалување на воспаленијата. Морингата се почесто се користи како моќен природен лек и како замена за некои фармацевтски лекови, бидејќи содржи исти соединенија како и тие лекови, само без несакани ефекти. Содржи есенцијални аминокиселини и каротеноид фитонутритиенти, кои може да се најдат во морковите и доматите,
како и антибактериски соединенија кои се идентични со оние во лековите. Воспалението може да предизвика многу проблеми во телото, но морингата се бори против неа со помош на силните соединенија што го забавуваат старењето и кои вклучуваат витамин С, бета-каротен, кварцетин и полифеноли. Овие соединенија помагаат при намалувањето на ризикот за заболување од одредени видови карцином, висок крвен притисок и останатите хронични болести. Морингата ги балансира хормоните на природен начин. Истражувањата покажале дека консумирањето на билките како што се морингата и амарантот како додаток на исхраната значително ја зголемуваат количината на антиоксиданси во телото и при тоа го намалуваат оксидативниот стрес. Исто така се покажало дека доаѓа до зголемување на хемоглобинот и подобрување на нивото на гликоза во крвта, што води до заклучок дека морингата може да ги намали или да ги спречи хормоналните проблеми и болести кои доаѓаат со текот на годините. Таа има влијание на здравјето на мозокот и ги спречува промените на расположението. Морингата содржи значителна количина на протеини и е полна со триптофан. Тоа му помага на телото во произведувањето на хормонот за опуштање – серотонинот. Оваа моќна билка, според некои студии, помага при намалување на заморот, депресијата, промените на расположението и несоницата. А колку е силна оваа билка, покажуваат и фактите за витамините и минералите кои се наоѓаат во неа. Таа има 2 пати поголема количина протеини отколку во јогуртот, 4 пати поголема количина витамин А отколку во морковите, 3 пати поголема количина калиум отколку во бананите, 4 пати поголема количина калциум отколку во кравјото млеко и 7 пати поголема количина витамин С отколку во портокалите. Морингата е ценета пред се како природен извор на железо. Морингата е и вреден извор на калиум, магнезиум, цинк, бакар, но и на витамините А, Е, B1, B2 и B3. Се препорачува на личностите на кои им е потребен безопасен извор на железо, но и на останатите минерали и витамини кои делуваат поврзано. Најчестиот начин за користење на морингата вклучува сушени листови, прав или семки како додаток на исхраната. Листовите од оваа билка содржат најмногу антиоксиданси и хранливи состојки, додека семките се полни со есенцијални протеини и масни киселини, кои помагаат при прочистување на водата и додаваат протеини на лошата исхрана. Можете да ги консумирате како чај, прав или како капсула. За да ги искористите сите придобивки, најдобро е да ги консумирате заедно со јадењето. А еве и како да ја консумирате морингата. Со оглед на тоа дека таа е моќна бомба, важно е да започнете да ја консумирате во многу мали дози и никако кога сте гладни, бидејќи во спротивно може да предизвика мачнина. Би требало да започнете со половина лажица дневно и постепено да ја зголемувате количината до максимум 5 лажици дневно. Некому ќе му биде доволно и помалку за постигнување одлична ефикасност. Морингата лесно се апсорбира и не предизвикува несакани ефекти. Важно е континуирано да се консумира во текот на 1 месец. Нема ограничување за консумирање, освен веќе споменатото постепено привикнување на организмот на делувањето на морингата. Секој организам е единствен, па треба да ги слушате сигналите на вашето тело. Зеленото овошје и зеленчук одлично го чистат вашиот организам и го забрзуваат метаболизмот. Затоа ви нудам листа на зелени пијалаци, кои ќе ви помогнат да го изчистите организмот од токсини кои се наталожиле во него. Зеленчукот и овошјето со зелена боја имаат значително лековито дејство за нашиот организам. Речиси сите тие содржат минимален број на калории, а огромен број корисни витамини и минерали. Освен тоа, зеленото овошје и зеленчук одлично го чистат организмот и го забрзуваат метаболизмот, па се препорачуваат за детоксикација на организмот. Пијалаците од зелено овошје и зеленчук може да се консумираат како ужина помеѓу оброците, а се сосема едноставни за подготвување. Се што треба да направите е да ставите малку овошје и зеленчук во блендер и да додадете малку вода доколку смесата е премногу густа.
Следниве 6 зелени пијалаци ќе ви помогнат да го исчистите организмот од сите токсини кои се наталожиле во него. Јаболко, авокадо, зелена салата и киви. Пијалокот од јаболко, авокадо и киви може совршено да се надополни со зелена салата. Заради ниската калоричност, бидејќи салатата се вбројува помеѓу 10 најниско калорични диетални намирници. Овој пијалок поседува својства кои го подобруваат метаболизмот и на одличен начин го чистат организмот. Следниот зелен пијалок нека биде комбинација од краставица и макдонос. Овој пијалок е најдобро да се консумира навечер. Краставицата се состои од 90% вода, додека 100 грама макдонос содржат дводневна доза витамин С и каротен, нешта кои многу му недостасуваат на организмот. Следниот микс е јаболко, лимета и краставица. Лиметата не само што придонесува за изфрлање на токсините од нашиот организам, туку исто така има и смирувачко дејство врз нервниот систем. Ја подобрува општата здравствена состојба и го подобрува расположението. Следната комбинација е пиперка и лимонов сок. На прв поглед, сосема необична комбинација, но витаминот Б, кој се содржи во зелените пиперки, помага во борбата со стресот, го смирува организмот и го подобрува памтењето. Ако константно чувствувате хроничен умор, овој пијалок е одличен избор за вас. Брокула, јаболко и лимета. Брокулата поседува голема количина на протеини, што ја прави незаменлива намирница во исхраната на вегетаријанците. Покрај тоа, брокулата е одлична замена за месото, па често се консумира за да ја избегнеме тешката храна. И последната предлог комбинација е целер и јаболко. Ова е најраспространетата мешавина на зелен пијалак. Целерот, покрај тоа што го ослободува организмот од токсините, делува смирувачки врз нервниот систем и ви помага да се ослободите од напнатоста и стресот. Сирењето има биолошка вредност, бидејќи содржи млечни белковини. Сите вкусови на сирење имаат карактеристичен вкус, па затоа во следниот прилог ќе слушнете сирењето е наменето за луѓе кои се на диета. Првите записи за производство на сирење се пронајдени во египетските папируси пред повеќе од 8000 години. Уште тогаш луѓето забележале дека ако млекото стои подолго време, се претвора во релативно цврста маса, која може да се чува извесно време. Оваа постапка за правење сирење била случајно откриена, со чување на млекото во сад направен од утробата на некое животно. Се разбира, индустријата има отидено многу подалеку, па денес се познати преку 4000 видови на сирење. Сите видови имаат карактеристичен вкус и се подготвуваат на различни начини, но заедничко за сите е млекото, кое може да биде кравјо, козјо, овчо или од бизон. Зрелото сирење има висока биолошка вредност која се должи на присуството на млечни белковини, нивните продукти на разложување, масти и минерали, како и витамини, најмногу витаминот Д. Во 250 грама свежо кравјо сирење има само 190 калории, па во однос на калориите и маснотиите што ги содржи, представува млечен производ со најмал удел на масти. Меѓутоа, заради високата содржина на протеини, представува идеална храна за луѓе кои редовно вежбаат и се обидуваат да добијат мускулна маса, а да го намалат процентот на телесните масти. Се консумира самостојно, во комбинација со овошје, зеленчук, вино, сладко, мармалад и многу други продукти. А еве и кои се неговите придобивки за здравјето. Сирењето може и тоа како да помогне во симнувањето на вишок од килограми и губењето на салото во пределот на стомакот. Бидејќи е богато со калиум и фосфор, помага во создавање и одржување на коскената маса во текот на целиот живот, со што го намалува ризикот од остеопороза. Некои истражувања покажуваат дека сирењето ги заштитува забите од кариес на два начина. Калциумот, фосфорот и протеините ја заштитуваат забната глеќ. И самото сирење предизвикува поголемо лачење на плунка, која пак
ги одмива киселините и шекерите кои се задржуваат на зъбите. Помага во намалување и одржување на крвниот притисок. Витаминот D е одговорен за одржување нормално ниво на калциум и фосфор во човековото тело. Содржи аминокиселина триптофан, која го ослободува телото од стрес и помага полесно да заспиете. Оние кои се лактоза нетолерантни, на пазарот може да најдат сирење кое не содржи лактоза и да уживаат во неговите благодети и вкус. Оние кои се под терапија на моноаминооксидаза инхибитори треба да внимаваат, затоа што сирењето може да предизвика алергиска реакција, главоболка, осип и покачување на крвниот притисок. Лимонот може да се употребува на илјадници начини, а доколку го користите само сокот, а кората ја фрлате, тогаш имајте на ум дека пропуштате многу, бидејќи кората е инвестиција за вашето здравје. Слушате внимателно. Лимонот може да се употребува на илјадници начини, од додавање на кората во водата за арома, преку улогата за чистење во домаќинството, до додавање вкус на разни јадења. И покрај тоа, многумина предвид го земаат само користењето на сокот, но доколку го користите сокот, а ја фрлате кората, тогаш имајте на ум дека пропуштате многу. Значи, кои се главните предности од користењето на целиот лимон? Пред се, на тој начин добивате повеќе витамини за себе. Кората на лимонот содржи од 5 до 10 пати повеќе витамини отколку сокот. Да наброиме само некои од витамините: витамин С, витамин А, бета-каротен, калциум, фолна киселина, магнезиум и калиум. Кората од лимон помага во борбата против ракот. Се смета дека кората на лимонот има силно дејство при спречувањето на насобирање токсични елементи во организмот. Тоа значи дека кората на лимонот му помага на телото да се ослободи од канцерогените елементи. Таа се состои од компонентата која е позната како салвестрол, К40 и лимонен, кои се познати во борбата против канцерогените клетки во телото. Исто така, флавоноидите кои се наоѓаат во кората се ефикасни кога е во прашање превенцијата на одредени канцерогени клетки. Затоа, за употребата на кората на лимонот се знае дека е превентивна мера во развојот на различни типови канцер, вклучувајќи го ракот на дујката, дебелото црево и кожата. Истражувањата покажуваат дека со консумирање чај од кората на лимонот ефикасно го спречувате развојот на клетките на ракот. Кората од лимонот го подобрува и здравјето на коските. Изобилува со калциум и витамин С. Консумирањето на кора од лимон спречува остеопороза, ревматоиден артритис, инфламаторни полиартритис и други болести на коските. Исто така, го намалува и нивото на холестерол. Со варењето на кората од лимонот се намалува така наречениот лош холестерол, низнековите полифенолфлавоноиди. Витаминот С помага во чистење на крвните садови, го спречува или намалува ризикот од развивање на меѓусебно поврзани симптоми, како што е зголемениот крвен притисок, болестите на срцето и диабетичните болести на срцето. А еве и неколку совети како повеќе да ја користите кората од лимонот во вашата секојдневна исхрана. Замрзнете го лимонот и чувајте го во фрижидер. Потоа, изрендајте ја кората од лимонот во својот оброк, пијалок, салата, супа и сето останато што го консумирате во текот на денот. Ќе добиете свеж вкус и арома во устата, како и долготрајна корист за вашето здравје. Тука го означувам и крајот на емисијава Здравјето пред се. Се гледаме утре со нова и исполнета програма. Останете во добро расположение. Ве поздравувам. Пријатно.